Добро вечер, почитувани. Следите за или против на Алфа. Ви благодарам за довербата. Ни предстои сезона на пожари, но колку Македонија врати од досега изгубените шуми? Се грижиме ли за животната средина? Ги казнуваат ли институциите загадувачите? Во за или против одговори барам од министерот за животна средина и просторно планирање Муамед Хоџа. Добро вечер и ви благодарам што ја прифативте поканата. Добро вечер и благодарам за поканата и голем поздрав до вашите гледачи. Ке започнеме со најактуелното. Денеска е меѓународен ден на биодиверзитетот. Подпишавте меморандум за соработка со зоолошките во Скопје и Битола. Што ќе значи ова? Да, значи по повод меѓународниот ден на биодиверзитетот, денеска бев на посета на зоолошката градина во Скопје, каде со директорката на зоолошката градина Скопје и на зоолошката градина Битола, се извинувам, подпишавме меморандум за соработка. Меморандум за соработка кој ќе трае 5 години меѓу Министерството за животна средина и просторно планирање и двете зоолошки градини, значи Битола и Скопје. Што значи ова? Ќе ги помагате двете зоолошки финансиски или ќе аплицирате на некои заеднички проекти и слично? Така, значи целта овие институции да ги трансформирам на модерни и европски. Со тоа што Министерството за животна средина во соработка со двете зоолошки да реализираме заеднички проекти и начини на финансирање на различни проекти. Во рамките на проектот Биофин, што Министерството за животна средина заедно со финансии и UNDP го реализираме, и при крај, кога ќе биде готово целиот проект, ќе имаме неколку начини и видови на финансирање на проекти за биодиверзитетот и конкретно ќе имаме и начини на финансирање во врска со зоолошките градини во Скопје и во Битола. Тука само да кажам дека извор на финансиски средства ќе биде и Министерството за животна средина и просторно планирање во различни проекти, конкретно во програмата за природа во рамките на Министерството за животна средина и просторно планирање со 4 милиони денари ќе го финансираме живеалиштето на мечката, конкретно во зоолошката градина во Скопје. При крај е подготовка на документацијата, очекуваме за брзо време и работните активности да почнат. Значи, секако ќе бидат во подобри услови зоолошките градини, што тоа и придонесува за поголем број посетители. Целта е да создадеме подобри услови за работа, бидејќи зоолошката градина во Скопје веќе не е само за жителите на Скопје. Целата Македонија стана и регионален центар каде имаме туристи и од другите земји од соседството. Така, сега преминуваме на една тема. Ни предстои сезона на пожари. Македонија изгуби многу голем дел од шумите изминативе години. Што се презема на ова поле? Да, веќе влегуваме во сезоната на летото и пожарите се неизбежни. Освен пожарите во шуми, имаме и проблемот со пожарите што ги имаме во дивите депони. Ние како Министерство за животна средина и просторно планирање сме во континуирана соработка и во комуникација со другите институции во државата, се со цел да превентираме да не доаѓа до пожар во одредени планини или во одредени места. Тука сме во координација постојана и со Центарот за управување со кризи, бидејќи Центарот за управување со кризи игра голема улога во координација на институциите за превенција при пожари или евентуално при пожари за понатамошните постапки. Министерството за животна средина и просторно планирање во минатото има реализирано неколку проекти во соработка со меѓународниот фактор, со различни фондации, се со цел пошумување на тие места каде веќе се опфатени со пожар. Во ова темпо ќе продолжиме и понатамо, значи во иднина таму каде што имало пожар во минатото, да реализираме проекти се со цел тие простории, тој дел да го пошумуваме и бидејќи пошумувањето значи и почиста животна средина. Со оглед на тоа дека ќе ни требаат од 10 најмалку до 20 години да ги вратиме шумите, дали тоа ќе влијае и на загадувањето на воздухот, со оглед на тоа дека секоја година сме во врвот на листата на најзагадени градови? Така е, бидејќи во случај на пожар и во случај на пожарени места, значи имаме повише ризик за загадување, така што со пошумување на тие места ќе го намалиме ризикот на загадување, бидејќи со сите мерки што ги преземаме треба Скопје да го тргнеме на листата на загадени градови. Мислам, нема да го тргнеме целосно, бидејќи ни треба многу време, но
да го намалиме загадувањето на воздухот во Скопје, но и во другите градови во нашата територија. Така, ќе отвориме темата загадување на воздухот и подоцна. Ќе се префрлиме на пречистителните станици и фирмите загадуваат. Дали правите редовни контроли како министерство и што е досега затекнато, а не е согласно законите? Вака. Значи, индустријата, на тоа мислите најверојатно, индустријските капацитети се еден од трите најголеми загадувачи на воздухот во Скопје и во другите градови на нашата територија. Контроли, надзор се прават од страна на Државниот инспекторат за животна средина, орган кој е во состав на Министерство за животна средина и просторно планирање. За ваша информација за граѓаните, значи се прават редови надзори, исто и вонредни надзори, се со цел да се види дали одредена инсталација која поседува интегрирана дозвола се ги почитува сите правила, сите диспозиции кои се во таа дозвола што ја поседува. Во евентуални случаи кога има непочитување се од страна на инспекторатот има решение каде се преземат конкретни чекори. Дали досега има казнето фирми, дали имате некаков податок за колкав број станува збори или во која граница се движат казните? Би сакал да истакнам тука дека од почетокот на 2026 година се направени вкупно 520 надзори или иницирани се казни од 417.000 евра. И значи, други процедури кои течат после извршениот надзор од страната на инспекторот од Државниот инспекторат за животна средина. Знаете зашто велам? Затоа што лани имавме катастрофален пожар во Трубарево, се загади цело Скопје и не само Скопје, туку и соседните општини. На крај излезе имало контрола, немало контрола. Се со цел превенцијата како лек за да не ни се случи повторно пожарот во Трубарево. Дали се строги казните, дали со казните ќе се спречат фирмите да несоодветно складираат, депонираат отпад и така натаму? Како што истакнав на почеток дека Државниот инспекторат за животна средина прави редовни и вонредни надзори. Во случајот за Трубарево и во другите места за складирање на отпад, во случај на пожар, инспекторите од Државниот инспекторат за животна средина излегуваат на терен и се прави записник. Врз тоа се доноси и решение. Во конкретниот случај за Трубарево, што се случи минатата година, има отворено предмет јавното обвинителство, мислам дека е за организиран криминал, не ме фати за збор, но предметот е во други инстанции, значи во правосудните инстанции, така што во моментот што јавното обвинителство отвора предмет во случај на пожар каде има и загадување, значи записникот, целиот материјал собран од Државниот инспекторат, значи направен од инспекторите од Државниот инспекторат за животна средина, се доставуваат во јавното обвинителство. Најавивте засилени контроли, веројатно тие ќе продолжат и во следниот период со оглед на тоа дека ни престои сезона на пожари и високи температури. Значи, ова што сум го кажал на почеток ќе го повторам. Нула толеранција за загадувачите. Контролите ќе продолжат, надзорот ќе продолжи и редовен и вонреден, сите треба да ги почитуваме, да го почитуваме законот. Никој нема да биде над законот и никој нема да биде толериран. Ќе се превземат сите мерки од нашите институции, односно од Државниот инспекторат за животна средина, кој е орган во состав на Министерството. Треба да бидеме јасни и сите да сфатиме дека законот треба да се почитува, треба да се почитуваат сите правила, значи треба и сите ние и почнувајќи од мене како министер до последниот, треба да делуваме врз нашите надлежности и врз законските прописи. На почетокот на мај се одржа генералка викенд, беше вклучена и јавната администрација. Не треба ли почесто ваква акција за да престанеме да фрламе ѓубре како граѓани каде стигнеме? Акцијата што се одржа на почеток на овој месец генералка викенд е акција за поздравување. Генералка викенд треба да не биде секој ден. За сите нас граѓаните, институциите, централни и локална власт. Значи, треба да почне секој од себе. Секој треба дворот да го чува и сите заедно треба да го чуваме животната средина. Значи, генералка викенд треба да не биде секој ден и да секој од нас, почнувајќи од најмалиот до најголемиот. Така, тука доаѓаме и до складирањето на отпадот. Ние сме земја со мала свест за
селектирање на отпад, иако има неколку приватни компании кои што со скромни буџетски средства го поттикнуваат тоа. Што прави министерството? Да. Може да кажам вака, бидејќи сум на првите месеци од мандатот, поминува четвртиот месец од мандатот како министер за животна средина и просторно планирање, но се фокусира на три главни работи. Првата работа е отпадот, воздухот е втората и третата менеџирање со водните ресурси. Кога сме кај отпадот, како министерство, односно како влада, како држава, реализираме најголемиот проект изградба на центрите, регионалните центри за собирање на отпад. Како што веќе најавив, во тек е постапката за објавување на огласи наредниве месеци, најверојатно пред септември, октомври ќе биде и објавена повикот за изградба на првите две регионални центри, кои ќе бидат во Русино, во Полошкиот регион, и Новаци во Пелагонискиот и југозападниот регион. Со изградбата на овие две регионални центри веќе почнуваме да поставуваме ред во собирањето на отпадот. Знаете веќе дека третата во Свети Николе постапката е во тек и се надевам дека ќе заврши како што треба и таму ќе почне да се изгради регионалниот центар за собирање на отпад во Свети Николе, што ќе го фаќа двете региони таму, северниот регион и источно-северниот регион. Останува делот во Скопје, значи регионалниот центар, или подобро кажано центарот за собирање на отпад, што е Дрисла, и во тек е постапката за изградба на регионалниот центар во Струмичко, тоа е Вардарскиот и југоисточниот регион. Со изградбата на овие регионални центри за отпад истовремено работиме за објавување на повик за изградба на трансфер центрите или центрите кои ќе го собират отпадот во општините и после ќе го трансферират во регионалните центри. Истовремено тече проектот, значи првата фаза на проектот, каде се доделува опрема за сите општини во различни региони, почнувајќи од посебни камиони кои се за собирање на отпад до најмалите канти за собирање на отпад. Во ова фаза проектот се одвива добро и се очекуваме до крај на месец октомври сите општини во државата кои се опфатени со регионалните центри за собирање на отпад да се снабдуваат со механизација која е посебна за собирање на отпад и друга опрема која ќе им служи на општините, односно на домаќинствата. Дали тоа ќе значи и посебна механизација за селектирање на отпад? Посебно стакло, посебно железо и така натаму? Од селектирање до транспорт на отпадот до регионалните центри. И регионалните центри ќе бидат опремени веројатно со најсовремена... Значи, регионалните центри ќе бидат изградени со европски стандарди, почитувајќи сите еколошки стандарди. Дали парите се европски? Вака да објаснам дека првиот регионален центар за собирање на отпад кој се треба да може да се гради во Свети Николе, постапката за избор на економскиот оператор е во тек, тоа го реализираме со ИПА фондови, додека другите три, односно Русино, Новаци и во Струмичкиот дел, третата за Вардарскиот и југоисточниот регион, се парите обезбедени од кредитната линија што ги имаме со ЕБРД и грантови што имаме од Швајцарска и Шведска банка. Целиот проект треба да кошта околу 92-93 милиони евра. Дали, кога веќе ги отворивме европските фондови, дали имаме добра искористеност во делот на животна средина и просторно планирање од овие пари кои што ни ги доделува, ни ги дава Европска унија, а се со цел за подобра живот, за почиста и подобра живот. Да, посветени сме да искористиме средствата, бидејќи се работи за проекти за подобрување на животната средина, што значи подобар животен стандард на граѓаните, подобро здравје за граѓаните. И сега, кога светот зборува и се прилагодува на климатски промени, ние се уште немаме канализација во населени места. Кога Македонија ќе заборави, односно ќе престане да зборува дека одредени населени места, без разлика дали станува збор за помали рурални средини, нема канализација, луѓето немаат доводот, немаат чиста вода, имаат прекин во снабдувањето на водата и така натаму.
Да, се согласувам потполно, но мојата заложба како министер за животна средина и просторно планирање е да направам еден голем пресврт, зелен пресврт во наредниот период што следува. Тоа значи да ги тераме сите проекти за изградба на канализациони мрежи, пречистителна станица, колекторски систем, се со цел да можеме секоја просторија во нашата држава, односно секој населено место да биде поврзано со канализациона мрежа. Имаме многу проекти што ги реализираме во Министерството за животна средина и просторно планирање, но дали се доволно? Не се доволно, но ќе продолжиме и понатамо да реализираме. Тука имаме голема поддршка или дел од проектите веќе се реализираат и ќе почнат да се реализираат со поддршка на Европската унија, односно со ИПА фондови кои ни се во располагање, тоа како што е случајот со Тетово, со Битола и со другите населени места, како веќе што знаете, во Скопје веќе течат работните активности за изградба на пречистителната станица, која, да кажем, околу 30% веќе е изградена и се работи. Но сакам да сумирам дека нема да застанеме, дека ќе работиме и понатаму, ќе работиме активно собирање и на меѓународни фондови, се со цел на секој граѓанин за секој граѓанин да создаваме подобар живот. Загадувањето на водите е исто така тема која што заслужува должно внимание, особено ако се има предвид дека имаше информации, се уште стојат информациите дека се загадува заштитната зона околу изворот Рашче, од каде вода пие половина и повеќе Скопје. Се согласувам, постои опасно за загадување, но не е загадено. Тоа е подрачје... Не смееме да дозволиме да се загади. Тоа е подрачје по надлежност на град Скопје, но што е по надлежност на Министерството за животна средина и другите централни институции е депонијата или подобро кажано местото каде е опасниот отпад блиско до Раше. Тоа значи што е во општина Јегуновце, односно во Југохром. Од првите денови на мојот мандат веднаш се интересирав за сите 14 жешки точки кои ги имаме во Северна Македонија, жешки точки каде има опасен отпад. Еден од нив е Јегуновце, односно Југохром, и веднаш во рамките на Министерството за животна средина и просторно планирање формирав работна група за да почнеме постапките да ги одвиваме за да стигнеме до целта, тоа значи решавање на проблемот со опасниот отпад не само во Јегуновце, туку и во сите други места. Во Министерството за животна средина и просторно планирање во 2024 година, 25 е подготвена една студија во врска со опасниот отпад или шешката точка која се наоѓа во Јегуновце. Е подготвена од ГИМ и истата студија ми беше презентирана мене и на колегите во Министерството за животна средина и просторно планирање. Јас веднаш ја информирав и владата за ситуацијата со жешките точки. Истата студија се очекуваме да презентираме и пред членовите на владата на наредната седница и да донесеме заклучок и да почнеме постапка понатамо врз основа на презентацијата на студијата или евентуално други предлози кои би било во иднина, се со цел да стигнеме до ситуација да ги почнеме да ги расчистиме или да ги решаваме проблемите со жешките точки. Пречистителната станица во Скопје споменавте, се размислува за пречистителни станици за отпадни води во станатите делови, не знам каде точно се има. Во Скопје е во тек, се работи, се очекува да почнеме со изградба во Тетово, Битола и на другите места. Во Штип треба да се реобјави и така натаму. Така, кој најавивте и нов закон за Министерството за животна средина и просторно планирање, какви клучни промени би се вовеле во контекст на загадувачите и она што ја интересира јавноста преценили загадувањето на воздухот, водите, безбедна вода за пиење да има државата и така натаму. Најверојатно мислите за законот за контрола на емисиите. Да. Како што преска потенцирав дека 3 главни загадувачи во државата се индустријата, сообраќајот и индивидуалното грејење. Тоа значи институциите и домаќинствата. Во делот на индустријата, септември 2025 година, усвоен е законот, но законот влегува на сила септември 2027. Има 2 години период на адаптација, бидејќи ќе има построги правила за функционирање, односно за компаниите, за носителите на
лиценца од А категорија, бидејќи треба стриктно да ги почитуваат правилата, која значи помала загаденост на воздухот во целата територија или во тие места каде што таа индустрија поседува А категорија дозвола или лиценца А категорија. Ова е во делот на индустријата, додека во делот на индивидуалното грејење, тука тераме проект, се реализира проект за менување начинот на грејење на државните институции. Во нашиот проект што ги имаме со ИПА фондови, а го реализираме преку УНОП, се предвидува измена на околу 76 институции, измена начинот на грејење од нееколошко на еколошко. 25 веќе е завршено, додека за другите се работи. Контроли се прават, особено ако се има предвид контрола за усија. Граѓаните излегуваа на протест, веќе навлеговме во темата и загадување на воздухот. Имаше повеќе протести, граѓаните се жалат и сметаат дека цементара го загадува воздухот. Компанијата објавува извештаи секоја недела. Што прави Министерството? Извршивте надзор, контрола и така натаму? Како што сум ветил и така било и така ќе биде. Нема толеранција за загадувачите. Имало и редовен и вореден надзор. Има извештај од Државниот инспекторат за животна средина, за усје и за другите. На невладиниот сектор им ветив и стојам на тоа дека транспарентно ќе работам во текот на овој мандат и ќе бидат информирани за сите постапки и за сите активности кои ги презема Министерството за животна средина и просторно планирање. Како што веќе сум информирала на брифинзи со медиуми, ќе наведувам регистар на загадувачи. Тоа значи во иднина за поголема транспарентност ќе има регистар на загадувачи и онлайн секој граѓанин ќе може да види која компанија, која индустрија колку загадува. Транспарентни резултати. За да бидеме потранспарентни, јас како министер можам да иницирам и иницирав дека е во тек постапката за обновување на дозволата за усје, процесот да биде транспарентен. Што значи? Во текот на објавата на нацрт дозволата да се организира јавна расправа, каде на таа јавна расправа ќе бидат повикани, ќе учествуваат сите заинтересирани страни. Така, тука правиме кратка пауза за реклами, но не го менувајте каналот, останете на Алфа. Добро дојдовте назад, следите за или против на Алфа. Мој гостин во студиото е министерот за животна средина и просторно планирање Муамед Хоџа. Пред да преминеме на политика, имам уште две прашања. Имате ли недостаток на вработени во Министерството, особено во делот за инспекцијски надзор, кој што редовно и воредно треба да ги спроведувате? Тога имам неколку пати спомнато дека ни треба нова реорганизација или подобро да кажеме нови вработување во делот на Државниот инспекторат, бидејќи треба тој дел да го зајакнеме. За контролите да бидат поефикасни, навремени и редовни и вонредни, ни треба да го зголемиме бројот на вработените односно на инспекторите кои ќе бидат ангажирани во Државниот инспекторат за животна средина. Комуницираме со директорката на Државниот инспекторат за животна средина, со Министерството за финансии, ќе излеземе со конкретен предлог и бидејќи ни треба, тоа има и фискални импликации, ќе ни треба буџетски средства за вработување на кадри кои ги исполнуваат условите на заработното место инспектор, бидејќи треба да го зголемиме бројот на инспекторите за да ги имаме и да можеме да бидат сегде каде што има потребно, вклучувајќи, повторува, и за редовните надзори, па и за вонредните надзори и таму каде што не се почитуваат условите. Колку е реално дека до 2030 година Македонија ќе ги достигне европските стандарди за еколошки стандарди за да може да се рамниме со западноевропските држави? Работиме секој ден и ќе продолжиме да работиме секој ден да ги стигнеме тие европски стандарди. Цело време се узогласуваме со ЕУ директивите во животната средина, цело министерство е фокусирана и ги усогласуваме сите закони и подзаконски акти со Европската директива за животна средина и работиме и сме во комуникација постојано со Европската комисија, вклучувајќи амбасадата што ги има тука, но и Европската комисија во Брисел,
Најново тоа што со нив се усогласуваме и работиме е законот за климатска акција. Знаете, тој е закон во делот на реформската агенда што ние како држава имаме обврска да ги спроведуваме. Законот јануари на почеток, значи на првите седници, на владини седници како министер за животна средина, законот го поминав на владина процедура, значи предлог законот. Истиот е испратен за мислење во Брисел, очекуваме да ни вратат и или евентуално ако има забелешки, истите да ги вградиме во законот и да го пуштиме за усвојување во Собранието на Република Северна Македонија. Паралелно работиме и за подготовка на подзаконските акти. Подзаконските акти 6 кои излегуваат од овој чекор од реформската агенда, овие подзаконски акти ги спремаме и до крајот на овој месец, тоест, значи наредната недела, истите ќе ги пуштиме до Брисел за мислење од нивната страна за евентуално забелешки. Очекуваме одговорот за законот и за подзаконските акти да ни стигне негде пред месец септември, за после месец септември истите да ги пуштиме за освојување во нашите институции според нашата регулатива. Дали ќе стигнете до 2027? Треба до крајот на 2026 година треба законот и подзаконските акти да ги донесеме. Тоа е од чекорот што е обврска на Министерството за животна средина и просторно планирање во рамките на реформската агенда. Но јас сум многу оптимист дека ќе стигнеме, бидејќи ние законот го имаме усвоено, мислам предлог законот во влада, истиот треба да го однесеме во собрание после мислењето што ќе стигне од Брисел. Се надеваме дека навремено ќе стигнат и подзаконските акти кои исто така треба да ги донесеме, но истовремено една од обврските што ги имаме за спроведување на законот за климатска акција е и внатрешната реорганизација во Министерството за животна средина и просторно планирање. Сме превземале конкретни чекори веднаш и со колегите во Министерство за животна средина сме подготвиле измена дополнување на нашата систематизација која ни е обврска што произлегува од овој чекор и предлогот е доставен до Министерството за јавна администрација. Чекаме одговор од нив и очекуваме до крај на 6 месец и внатрешната реорганизација да го направи во Министерството, да го основиме секторот за климатска акција, секторот со одделенија кој ќе биде функционален од 1.1.27. Преминуваме на политика. Повелете. Вреди стана од коалиција партија. Што значи ова? Стана од коалиција во партија. Ова значи сериозен субјект за албанците во Северна Македонија. 4-5 политички партии стана една. Тоа значи дека сите политички партии што бевме дел од коалицијата Влен, пристапивме кон еден голем чекор. Сега сме партија, една со двајца лидери, што можеби во Македонија е прв пат, но ќе биде успешно. Господинот Касами и господинот Меджити ќе раководат со Влен, сите ние други сме таму. Сериозна партија, сериозен избор, вистински избор за граѓаните во Северна Македонија, партија која е дел од владината коалиција со конкретна програма и со конкретна визија. Многу од функционерите на Вреди и во актуелната влада не дојдоа на формирањето на партијата. Незадоволни ли се од раководството или пак раководството од нив? Мислам на Фатмир Лимани, на дел од некои министри и директори што беа во досегашниот период. Не сакам да навлегувам на коментирање на или однесување на индивидуални колеги кои се дел од Влен и зашто не биле присутни. Но големата слика, големиот чекор кој го преземавме, значи многу. Значи многу бидејќи одржавме основачки конгрес каде од 4-5 партии имаме само една. Тоа е Влен. Сериозна политичка партија која на локалните избори кои се одржа во Северна Македонија раководи со 10 најголеми општини кои се со албанско мнозинство, вклучувајќи Чаир, Тетово, Струга и другите општини. Докажавте ли со тоа дека сте противник на ДУИ по 20 години на власт, кој не го очекуваше? Докажавме дека сме сериозен субјект и докажавме дека сме сериозна алтернатива за граѓаните. Докажавме дека сме вистински избор
за граѓаните од етничка припадност, значи албанци кои гласа на локалните избори. Докажавме дека може и на друг начин. Докажавме дека знае и друг да раководи со општините и тоа многу добро. А ќе оправдате ли таа доверба која што ви беше дадена и на локалните и на парламентарните избори? Со оглед на додека изимавте, освен општини, и тоа најголемите општини од ДУИ, земавте и пратеници? Земавме и пратеници, ги земавме големиот дел на општините и сите градоначалници кои се од редовите на коалицијата ВЛЕН, тогаш сега е политичката партија ВЛЕН, работат за да оправдат мандатот добиен од граѓаните. Сите ние, независно од локална или централна власт, работиме за граѓаните. Реализираме програма и проекти за доброто на граѓаните. И тоа на крај ќе го докажам. Да, задоволни ли сте со постигнатите успеси, пошто речиси 2 години на извршна власт во јули од формирањето на владата, пред да преминам на коалицијските односи. Генерално партијата сега вреди, дали е задоволна со постигнатиот успех, ако се има предвид дека 2 години поминаа од одржувањето на парламентарните избори? Вака, секогаш може повише. Секако. Да. Но тоа ше направено во, да кажеме, речиси 2 години, не нема ни 2 години, речиси 2 години владење е направено многу. Во сите аспекти и во сите сфери. Но вака ќе продолжим и понатамо. До крајот на мандатот збориме како дел од централната власт или како дел од владачката коалиција. Додека во делот на локалната власт ние сме на почеток. Значи првите месеци од мандатот на сите нови градоначалници кои пред себе имат сериозна платформа за реализација. Платформа која треба да се реализира во сите општини наредниве 4 години. Општините тука имаат поддршката и од централната власт, и имаат нашата поддршка од министриве, бидејќи и тие и ние сите работиме за доброто на граѓаните, проектите што ги реализираме и ги правиме за доброто на граѓаните, независно од партиската припадност. Така, значи, не размислувате на избори и еден од лидерите меѓу кажа дека следната година 2027 ќе биде одлична да и градоначалниците и извршната власт се посветат на реализација на програмите поради кои ги добија тие победи, ги однесоа тие победи. Значи, предвремени парламентарни и локални избори не доаѓаат во предвид во склоп на партијата, прашува. Како тема за предвремени, локални мислиш или парламентарни? Парламентарни, бидејќи локални не помина, и мандатот трае уште 3 години, нешто, да. Опозицијските барања се за парламентарни. Да. Значи, како тема предвремени парламентарни избори во партијата не е отворена до сега, но ние сега сме спремни. Сега сме спремни за избори, но мислиме дека треба 26-та и 27-та да бидат години каде ќе посветим реализација на проектите. Бидејќи минатата година 25-та помина целосно избори, имавме локални избори, па кампања, па земање на мандат и отиде тој период, бидејќи знае сите проекти во периодот кога има избори се прекинуваат или се во застој. Така. Како тече владината коалиција, разговорите, усогласувањата или несогласувањата со ВМРО ДПМН и Движењето Знам? Сега ќе направам разлика или ќе направам како две компарација. Не, како прво координацијата како владина структура, односно владата и членовите на владата, и другата координацијата на политичките партии кои се чинуваат владината коалиција. Во овој дел лидерите на партијата сега, господинот Меджити и господинот Касами, терат преговорите со представници, со лидерите од владината коалиција, со председателот на ВМРО ДПМН, кој истовремено и премиер и председателот на Знам, кој е дел од владината коалиција. Комуникацијата во партиско ниво си тече и нема проблеми. Истовремено, ние имаме секојдневна координација како членови на владата со членовите, со министрите кои се дел од владата, колегите, па и со председателот на владата. Јас тука доаѓам еден состанок со колегата Николовски во Министерството за транспорт, бидејќи е неопходна соработката меѓу министерствата за реализација на владината програма и на проектите кои следуваат. Има некакви несогласувања?
Слушај, секогаш има дискусија, има дебата и својуваме на најдобрата опција, најдобрата варијанта која е. Ќе има некакви промени во парламентарното мнозинство, можеби? Еден пратеник од знам прекина да биде дел од владачката коалиција и реши да действува сам. Дали можеби зголемување на владачкото мнозинство да очекуваме? Немам информации во овој дел, бидејќи евентуалните преговори за измени на составот на владината коалиција ќе се водат во рамки на лидерите, односно председатели на политичките партии. Дали гледате перспектива во ДУИ, распаѓање на партијата или враќање на политичката сцена? Ова прашање повеќе е за нив, колку за мене. Јас можам да зборам во нашиот дел, каде сме посветени максимално после основачкиот конгрес на Влен да работиме на реорганизација на структурите, бидејќи сега ќе имаме во секој подогранок и огранок структура која доаѓа од 4-5 политички партии. Го избегнувате прашањето за ДУИ, меѓутоа ДУИ го инициираше протестот за полагање правосуден испит на албански јазик. Последните информации од владата говорат дека се разгледува законско решение. Премиерот најави дека тој ќе оди до Венецијанската комисија на проверка. Што конкретно владата презема во овој дел и дали овој протест е организиран од ДУИ се со цел дестабилизација и исполнување на таа нивна залажба пред времени парламентарни избори? Тука да сме јасни. На студентските протести не треба да им се дава партиска боја, политичка боја. Треба да го оставиме студентите да протестираат, да се организираат сами. И тука не сакам воопшто да се мешам јас, ни мојата политичка партија, но не сакам никој да се меша. Дали согласувате со протестите? Да, се согласувам. Студентите и секој друг може да протестира. Бидејќи правото на протест е загарантирано право и тука не може никој ништо да направи. Право е на студентите да се организираат и да протестираат и ние тоа го почитуваме. Но треба да објасниме нешто за јавноста. Правосудниот испит се полага на македонски јазик. Значи не е едно одземено право. Туку право што и во минатото го немало. Значи и во минатото правосудниот испит се полагало на македонски. Ние го слушнавме веднаш гласот на студентите, почнавме разговори, во рамките на владата е разговарано од коалицијата и се очекува да излеземе со брзо решение не само правосудниот испит, и другите професионални испити кои се полагат во нашата држава, исто така да се полагат освен на македонски и на албански јазик. И поддржувам студентите, правото за протест е загарантирано право, наша работа е да ја обезбедиме тоа право нивно да се реализира. И тоа го правиме и најбрзо време ќе има и конкретно решение. Решението, како што напоменав, ќе оди до Венецијанската комисија. Сепак тоа треба да биде усогласено и со законодавството на Македонија, се со цел да не биде како што обвинува опозицијата, ова право им беше укинато, ова право не беше дозволено, ова следуваше со рамковниот, со овој или со оној договор. Тоа што го најави и премиерот и претседателите на Влен во рамките на владата се ангажирани експерти кои работат на изнаѓање на решение, но целта е да се најде решение и ова право да може да се реализира. Опозицијата не се сложува. Тие го поддржа на протестот на студентите, имаше функционери, пратеници од ДУИ кои што ставија еден поинаков контекст од оној што веројатно сакале да го испорачаат и да го кажат студентите. Не сметате дека ова е мешање од страна на ДУИ во заложбите на овие млади луѓе? Не треба на тие млади луѓе да им се каже дека 20 години не е решен проблемот. Се полагало на македонски. Ние ги поддржуваме студентите, правото, ќе повторам по трет пат, правото на протест е загарантирано право. Ние како извршна власт и како дел од извршната власт треба да најдеме решение. И тоа ќе го правиме и ова право ќе го реализират. Најавена е реконструкција на владата. Ќе ве менуваат вас? Не сум размислувал на ова тема. Внатре во партијата се анализира ситуацијава. Ќе почнат преговорите меѓу партиите од владината коалиција, односно преговорите со премиерот, мандатарот за формирање на владата. Ако партијата донесе одлука за да ме менати мене, јас прифаќам секаква одлука
која ќе биде донесена од партиските органи, дали ќе бидам дел на таа владина реконструкција или не. Кој да е, ние сме едно, тоа е влен. Битно ни е да проектите, владината програма, нашата платформа што ги имавме пред избори, да се реализира. Па, веќе имате започнато многу проекти како министер и затоа прашувам, нели е нелогично да бидете сменети, доколку веќе сте отпочнале и тоа големи проекти за заштита на животната средина? Има големи проекти што продолжува да се реализираат, што почнавме да ги реализираме, и има и во делот, нормативниот дел, голем дел од закони, измени и дополнување и нови закони, веќе ги пуштам на владина седници, на владини процедури, се извинувам, а после тоа и на собраниски процедури. Но, било каква одлука да донесат партиските органи, тоа одлука ќе почитуваме. Имате некаква информација кои министерства би останале во раците на вреди, дали ќе има некаква голема промена во смисла на веќе се шпекулираат Министерство за здравство, Министерството на министерот Фатмир Лимани за демографија и млади и така натаму. Навистина во овој дел немам информации, бидејќи уште не се почнати проговори меѓу партнерите од владината коалиција. Внатре во партијата Влен се анализира ситуацијата, кога ќе има конкретни одлуки, јавноста ќе биде информирана. Што ново треба да очекуваме сега од коалицијата Вреди? Некои нови програми, нови проекти? Веќе ги знаеме само челните позиции, дали ќе напоменавте ограноци, подограноци? Да. Значи, ние одржавме основачкиот конгрес, каде станавме една партија, ни следува внатрешна реорганизација на субјектот, каде почнувајќи од доле, значи од подограноци, ограноци, да се реорганизираме. Тоа ќе биде во наредниот период една голема активност партиски на реорганизација на структурата, почнувајќи од подограноци и ограноци, каде сите ние партии што бевме дел од коалицијата, сега ќе бидеме една партија или еден субјект. На формирањето на конгресот на партијата беше посочено дека никој не го очекуваше ова. Многу работеа за распаѓање на оваа коалиција. Се случи пресврт. Се случи пресврт, но очекувате ли тие структури да продолжат да работат за да се распадне оваа сега партија? Мисли структури надвор од Влен или внатре од Влен? Па може би и внатре од Влен нема такви структури, бидејќи да имаше такви структури немаше да дојде до ова и да бидеме една партија, туку ќе беше секоја партија посебна. А на надворешните притисоци ќе одговорите ли? Но се случи обратно. Сега сме една партија, значи дека внатре нема недоразбирање. А за надворешните структури, не знам што да коментирам. Ако имало таков обид, не успеше. Така, колку јака врската во Вреди помеѓу лидерите, помеѓу структурите, се со цел да не влијаат овие надворешни фактори врз партијата? Изгледа дека не влијае, че имавме основачки конгрес и донесевме одлука да бидеме една партија, немало успех. Така, ајде на крај, очекувате ли Вреди после 2 години од сега да ги постигне истите резултати ако се случат или доколку ги дочекаме редовните парламентарни избори, или пак да преземе уште поголем дел од гласачите на опозицијската ДУИ? Не би кажала ги земаме гласачите од една или друга партија. Но убеден сум дека ќе има раст на гласачкото тело на Влен на наредните избори. Поради резултатите или незадоволството од опозицијата? Поради резултатите, проектите, внатрешната реорганизација и контактите со структурата. Муамет Хоча, министер за животна средина и просторно планирање. Ви благодарам. Мило ми беше и поздрав до вашите гледачи. Се надевам се гледаме во некоја следна прилика, а почитувани, тука е крајот на вечерашното издание на За или Против. Имајте убав продолжен викенд, убава вечер и следното издание е во понеделник во 18:10. Довидување.